Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Камионџиите ги блокираат товарните терминали на границите. Останатите терминали работат нормално. Авантуристичкиот филм Антипод со прилепчанецот Дарко Недановски наскоро ќе има меѓународна презентација на 40 филмски фестивали низ Европа и светот. Од полноќ нови цени на горивата. Времето денеска врнежливо, аларм за потенцијална опасност од излевање на реките. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај посадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долнени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долнени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова.
Поради воведувањето на новиот систем за влез и излез на Европската Унија, македонските превозници, како и од Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина, денеска во заедничка координирана акција ги блокираа граничните терминали за товарни возила, со што почна 7-дневна блокада на европските граници. Тие бараат да се реши проблемот со евиденција на престој во Шенген зоната во согласност со правилото 90-180 дена за професионалните возачи. Автомотосојузот информира дека од 12 часот денеска блокиране е сообраќајот за излез од државата за тешки товарни возила на граничните премери Стар Дорјан, Богородица, Меджитлија, Деве Бајер, Делчево, Ново село, како и на преминот Долно Блаце, а останатиот сообраќај се одвива нормално. Од 12:20 часот пак блокиране сообраќајот за излез од државата за тешки товарни возила на граничните премини Ќафасан и Блато. За сега блокиране само сообраќајот за тешки товарни возила за излез од државата, додека за останатите категории на возила се одвива непречено. Инаку, заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски денеска беше присутен на граничниот премин Блаце по најавата на транспортните превозници за блокада. Николовски искажа поддршка за протестот на превозниците. Авантуристичкиот филм Антипод со прилепчаницот Дарко Недановски наскоро ќе ја доживее и меѓународната презентација на 40 филмски фестивали низ Европа и светот. Авантурист по вокација, спасител по професија, човек кој што го води адреналинот да истражува, да руши граници, да запознава нови светови во длабочините и во височините. Подвизите и срушените рекорди на Дарко Недановски пред 3 години беа поттик за режисерот Бојан Секуловски за креирање на авантуристичкиот филм Антипод. Јас се согласив на почеток, не знаев што точно би работеле, снимале, но влегов во тој потесен круг на учесници и на крајот сепак тие одлучија да работат со мене. И од тогаш започна програмата за како да течат настаните во овој оддел и решивме дека ќе направиме 2 рекорди, каде што едното во исти ден, каде што започнуваме прво со нуркање во пештерата Крштална и потоа веднаш се транспортираме тука во Прилеп на Камена баба на локалитетот каде што одлучив дека ќе ја качувам таа карпа за прв пат фри соло без опрема. Само со јажи или не? Не, без јажи, без опрема. Фри соло значи каде што се качуваме на одредена висина без никаква опрема, без заштита, без заштитно-осигурителни јажина, без други материјално-технички помагала и опрема кои што ги користиме во качувањето. Значи фри соло значи само искачување со чевли за качување, патики за качување и торбичка магнезиум која што ја користиме за помалку да ни се потат рацете во текот на искачувањето. И секако имав и GoPro камера само на мене. Од полноќ нови цени на горивата. Евродизел од полноќ поскапува за 1 денар, а екстра лесното масло за домаќинство за 0,5 денари по литар. Цените на бензините Евросупер 95 и Евросупер 98 не се менуваат, соопшти денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евродизел ќе изнесува 67,5 денари, а на екстра лесното масло за домаќинство 66,5 денари за литар. Поскапува и мазутот, 1 килограм ќе се продава за 33 денари за килограм. Временска прогноза. Времето денеска облачно со повремени врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во централните и источните делови, каде ќе наврнат над 30 литри на квадратен метар проследени со ретки грмежи. На планините врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, утре претпладне во источните делови се уште ќе има слаби врнежи од дожд во пониските и дожд и снег на повисоките места и на планините. Попладне времето ќе се стабилизира, а во среда кон крајот на денот и во четврток повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Управата за хидрометеоролошки работи издаде предупредување за потенцијална опасност од зголемување на водостојот и можно излевање на реките за периодот 26 и 27 јануари.
Според официјалната мапа на хидроалармот, поголемиот дел од територијата на Македонија е оборен во жолта боја, што символизира состојба на внимателност. Граѓаните кои живеат или се движат покрај речните корита треба да бидат предпазливи, особено во подрачјата каде локалните водотеци имаат тенденција за брзо полнење. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.